Преминуваме на исто така актуелна тема, која што повторно некако се актуализираше, можеме да кажеме, од минатата недела, кога извесен граѓанин од Струга со пушка во рака тргна да ги убива дел од бездомните куќиња. Таму да го решава проблемот на таков начин, ако може да кажеме, но во секој случај проблемот е веќе со години наназад тој, актуелен, и некако имаме впечаток дека иако се зборува многу за овој проблем со бездомните куќиња, иако дел од општините нели најавуваат и средства, се отвараат и стационари и така натаму, како да имаме се повеќе и повеќе куќиња на улиците. Некако обратно. На оваа тема најповикани секогаш Анима Мунди, секогаш најгласни нели во сите поврзани информации со бездомните куќиња, така што ќе гледаме да опфатиме и од двете страни, и проблемите кои што реално луѓето ги имаат со бездомните куќиња, но и реално проблемот на самите куќиња кои што се нели по улиците и булеварите, и ќе се сложиш со мене, во последно време навалица од куќиња, посебно во главниот град. Можеби некој ги носи, затоа ќе прашаме. Разговараме со Гизела Бошковска, активисти за заштита на животните од Анима Мунди, помагаш и во Лајка, во секој случај некако сите сте вие здружени, се социјални или да им се помогне на куќињата. Добро ни дојде прво. Добро ве најдов. Актуелна ни е темата, се зборува и требаше да се зборува, и се надевам дека некако ќе се мрдне од мртва точка се она што е поврзано со животните и околу законот и така натаму. Ајде да почнеме со ред. Значи, чиј проблем се куќињата скитници? Еве вака просто прашање. Чиј проблем се? Проблем се на општеството, и мислам првично од своја гледна точка да тргнам, значи комплетно е нарушена, мислам од гледна точка на Анима Мунди комплетно се нарушува благосостојбата на самото животно, не само и на куќињата, еве да речеме и мачките да ги земеме во предвид. Тие се домашни миленици, ние сме ги припитомиле за да бидат дома, и не е својствено за нив да бидат во градска средина каде што ги демне од сите страни опасност. Значи, они се домашни миленици, меѓутоа, еве да речеме, секогаш сме посочувале дека дека изворот на сите животни на улица е неодговорниот сопственик. И се проблем, мислам, проблем е и ние не сакаме да има, мислам, луѓето многу често се конфронтираат со нас дека ние сакаме да има бездомни животни на улица, дека сакаме тие да седат на улица, не е точно. Значи ние сме можеби едните кои најмногу не сакаат да има бездомни животни на улица. Проблем се за општеството, проблем се за буџетот, за сечи буџет на секоја општина, за државниот буџет, проблем се за граѓаните, да сме свесни, не е дека ние не сме свесни дека има немили настани, дека има инциденти од страна на куќиња. Едноставно се проблем за сите. Зошто те прашав чиј проблем е? Кој треба да се зафати со овој проблем? Кој да се зафати со овој проблем? Влада, општини и така натаму. Сите. Значи сите треба да се зафатат од страна на владата, треба да се направат некакви измени и дополнувања во законот. Законот и сега е прилично солиден. Ние исто така бевме вклучени во дополнување, изменување на законот пред многу години кога беше донесен. Треба да се измени, да се дополни. Исто така државните институции како Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерството на внатрешни работи, значи сите они во нивните закони имаат членови по кои што треба да постапуваат, и да не изборам дека Агенцијата за храна и ветеринарство комплетно, значи законот за заштита и благосостојба што ги допира исто бездомните животни и домашните миленици е под нивна надлежност. После тука идат општините, значи општините се тие кои што исто така може да превземат дополнителни мерки, освен она што сите по налог на, еве да кажеме, Агенцијата за храна и ветеринарство треба да имаат хуман третман во нивната општина. Последните информации мисле дека од околу 80 општини во Македонија само 30 имаат хуман третман, другите никако на никаков начин не ги третираат бездомните куќиња. Освен тој хуман третман што ние секогаш препорачуваме од светски пракси, значи не е нешто што ние го измисливме, залови, стерилизирај, вакцинирај, врати. Тоа е единствениот метод што дава ефект, што го намалува бројот на бездомни куќиња на улица. И дополнително општините, градоначалниците, градските татковци, општинските може да превземат и други мерки, како едукација од најмала возраст, што исто така многу битна, покривање на свест кај децата, субвенционирање на стерилизација и кастрација за домашни миленици. Ние сме свесни дека
самата интервенција не е ефтина, секако мислам секој човек треба пред да земе миленик да е свесен за одговорностите што ги носи истиот и според нас најголема одговорност е тој да доколку нема регистрирана одгледувачница да си го кастрира или стерилизира, бидејќи тоа е подобро за самото животно, за неговото здравје и го решава, мислам, спречува вакви последици да имаме на улица. И кој затајува сега? Напомнавме многу. Сите затајуваат. Никој не си ја брка оваа работа по светот. Очигледно. Да, сите затајуваат. Ние во повеќе наврати сме конкретно да речеме за законот сме поднесувале предлог измени. Меѓутоа законот мислам дека од 2016 се предлага од ново во собрание и никако да пројде. И од тој поглед они затајуваат, институциите затајуваат, МВР затајува во многу наврати. Ние сме пријавувале насилство, сме пријавувале, значи се што е под нивни нарушување на јавен ред и мир исто така, иако го тргнаа тој член од законот сега, не знам зашто, дека куќа има член во закон дека куќа мора да се води на поводник. И они го избриша. Не знаеме се уште зашто. Што навистина пречи така е кај граѓаните кои што се во парка или на улица. Ама не и значи дека вие ако живеете во куќа дека вашиот миленик може да шета низ цела населба, при тоа да се размножува, да напаѓа, да речеме или било што, и никој не може ништо да му направи. Агенцијата за храна и ветеринарство според мене секогаш, значи од секогаш сум го зборила, е таа што според мене највеќе затајува. Они се одговорни за законот за заштита и благосостојба, неодговорните сопственици, општините исто така имаат надлежност да ги казнат доколку немаат програма за хуман третман. Исто така се многу, значи комплетно, значи за бездомните кучиња, мачки, сите ќе ги земам во предвид, значи они се тие кои што се надлежни да го спроведуваат законот и они според мене и во пријави поднесување и во контролирање на собствениците и во контролирање на прифатилиштата и оние што спроведуваат хуман третман во општините кај што има хуман третман, они највеќе затајуваат во целокупната контрола на овој проблем. И сега вака, не се издвојуваат средства за стационари за решавање на овој проблем колку што треба, а од друга страна се даваат тие средства на казни. Еве има информација од нашата колешка од Битола дописничка, 40.000 евра оштета само за една година од прилика исплатила Битола. Дел од луѓето веќе си прават и бизнис од тоа. Ке го изиритираат куќето, ке ги касне, ке тужат општината. Не мора ни куќа да е вклучено во ваквите случаи. Не мора ни куќа да е вклучено. И Кичево пријавуваат ваков проблем. И Струмици имавме можност да видиме ситуација каде што нели куќа напаѓа човек и така натаму. Во секој случај генерално проблемот со високите казни некако навистина е уште поголем проблем за самите општини и исплатата на тие казни, средства кои што би можело да се наменат за оваа цел. Да, огромен одлив на буџетски пари иде во казни. Еве, бидејќи последниве неколку месеци сме вклучени во Лајка. Лајка, значи оваа година, претходната година 2020 се уште ги сплаќаше оштетите од предходната година и мислам дека најголем дел од средствата со кои што располага Лајка, голем дел од средствата кои што располага Лајка идат на оштети од каснување, бидејќи со градот ги плаќаат според некоја одлука на Врховен суд имаат и двете страни таква некоја одговорност. И на нас не ни е јасно, можеби се работи за некој добро развиен бизнис на кој што повеќе страни им одговара. Да, веќе почнуваме да размислуваме, да. Имаше некои индикации дека случаевите, еве како зборам конкретно за Скопје, се кај истите доктори, кај истите адвокати, кај истите суди, значи до таму иде тоа. И не секогаш може да се работи за куче, не се докажува тоа, не го докажува, доволно е некој да го посочи, да рече ова ме касна, доволно е да се изгребе, да се, не знам, се слушам дека и со клешти се рануваат самите себе си за да стигнат до некаква си оштета. Да, што не ме ни чуди. Да, и во Лајка, например, кучињата што се пријавени со закаснување не се враќаат назад на улица, тоа морам да го напоменам, значи се чуваат дур не се домат. домат. Тоа сакам да те прашам. Ако некое куче нели покажува без нели
и некое неприродно однесување, веројатно дека тоа останува во стационарот. Да, останува во стационарот, куќето останува во стационарот, донесе в доми, тоа може никогаш да не се случи, меѓутоа тоа е тоа. Јас можам да одговорно да тврдам дека кај секој од тие едно куќе можете да влезете и да го погалите. Да, можеби нешто ќе ги испровоцира на улица, можеби имаат некаков тригер, меѓутоа да, кога зборам јас за агресивно куќе, зборам за куќе кој што не можеш да му се приближиш. А ниту едно од сите тие не е такво. Добро, овде некаде на места се создаваат глутници, па можеби заради тоа се малку по нели повеќе напаѓаат или лаат и некако повеќе сила земаат самите кучиња. Имам впечаток дека изминативе години навистина се зборува, посебно и вие со соопштенија, нели и разни протести и разни настани, се зборува и во самите општини, градоначалниците во самите програми вметнуваат и за стационари и така натаму, а од друга страна имаме навала на кучиња, како што не сме имале изминативе години, посебно во главниот град. На што се должи тоа? Видете, тоа се должи на прво ќе ги земам тие општини кои што немаат никаков, они може да зборат, меѓутоа ако побарате информација ќе видите дека 30 општини од 70 се многу малце од другите општини, мислам сите, особено во руралните средини, многу се чуваат кучиња по дворови и сите тие се размножуваат. И веќе на пример кога не знам на еден град, на една општина ќе не му се даваат едноставно пари или имаше случаи каде што никој не им се пријавил воопшто за хуман третман, ни една станица ветеринарна, они решаваат да ги, веројатно такви индикации имаме и сведоштва од граѓани, дека ги ставаат во комбе и дека ги носат во друга општина, едноставно така си го решаваат проблемот. Во Скопје мислам дека моментално тоа е причината за големиот наплив на кучиња и ние знаеме дека има голем наплив, ги среќаваме на места каде што не сме ги сретнале, не е природно за нив толку да мигрираат сами. И второ се работи за огромни кучиња, што не е својствено за градска средина. И во што се сомневате? Се сомневаме дека некоја општина едноставно решила така да си го реши проблемот. Да ги остави на својата општина во Скопје. Во друга, да. Да, мигрираат. Да. Добро. Оваа проблематика ја работеше и Даниела од Тетова за бездомните кучиња и нели опфати дел од другите градови. Во неколку минути само да го погледнеме прилогот, па ќе се вратиме назад и да се насочиме на протестот кој што беше во петокот, барањата конкретни за измени на законот и до каде е таа работа. Може. Од Општинската каса во Битола се одлеваат илјадници евра по тужби на граѓани кои биле нападнати од улични кучиња, а сумата за оштета секоја година е се поголема. Лани Општина Битола исплатила 2,4 милиони денари или околу 40.000 евра по тужби на битолчани, а во 2021 од буџетот се издвоени околу 18.000 евра. Судот одредува од 1000 до 1500 евра оштета по едно лице. Тужителот, додека возел велосипед по улица во Битола, бил нападнат од куче скитник, при што се здобил со повреда утврдена во клиничката болница во Битола. Тужителот претрпел нематеријална штета за физичка болка и страв. Се задолжуваат тужените, Општина Битола, јавното претпријатие Комуналец, солидарно да му уплатат на тужителот вкупен износ од 90.000 денари со законска казнена камата. Граѓаните бараат да се реши проблемот со бездомните кучиња по улиците во Битола, затоа што се грда слика за градот. Местото не е име на улица велат, а предизвикуваат и страв. Поширок со почеталиште ги има многу. И се плашат децата кои шетаат сите работи. Не е волет да ги има. Кој сака куче да си го привери, да си го чува, да си го вакцинира и да си го милува. Стационар, да си направат, да си ги собрат сите кучини и тоа, но ништо. Во просек, секоја недела еден граѓанин ја тужи општината по овој основ. Дел од битолчани се сомневаат и не веруваат дека сите напади се од уличните кучиња, но велат, нема дилема дека ги има во голем број, поради што и потешко ќе се најде решение на проблемот. Дека ако има голем број тужби, дека сите се од уличните не верувам, ама дека има голем број на кучиња и дека треба да се реши проблемот, треба. Кој е според вас решение? Па, за сега не знам, многу голем број се кучината, така да тешко ќе биде да се реши тој проблем. Локалната власт повеќе од една година најавува изградба на прифатилиште во близина на земјоделското училиште во Битола, но нема прецизни рокови кога ќе биде готов објектот. За прифатилиштето во тек е подготовка на тендерска документација за адаптација на објектот.
На почетокот на оваа година ќе биде распишана јавна набавка, пошто ќе започне изведбата на терен. До објектот е донесена санитарна и техничка вода, како и одводна мрежа, а минатата година е направен проект и обезбедена е дозвола за градба. Во меѓувреме, приватна ветеринарна установа веќе ги заловува, стерилизира и кастрира кучињата, но од општинската каса и понатаму се одлеваат илјадници евра за оштета по тужби на граѓаните кои тврдат дека се нападнати од улични кучиња. Да, дзирнавме каква е ситуацијата од прилогот на Емилија за Битола и само ќе те потпрашам, имате ли информации како Анима Мунди ќе се решили ситуација во Битола? За Битола имаме информација дека од тамошните активисти, од тамошните здруженија, дека исто ова што го слушнавте, значи се чека со години за некаква програма за хуман третман. Иако според нас и не мора да чекаат, можат например да склучат договор со ветеринарните станици во Битола и едноставно да си тече целиот третман, дури не се изгради тој фамозен стационар што го чекаме. Овде станува збор првенствено за стерилизација на кучињата, така? За да не може да се размножуваат. Да, тоа може да се прави, значи да се склучи договор со повеќе ветеринарни станици и сите тие ветеринарни станици да го спроведуваат едноставно хуманиот третман. А би го решили проблемот некакви субвенции, да речеме, ете со ветеринарите, за да луѓето не се жалат дека можеби тој третман е скап, Да, би го решило со субвенционирање на стерилизација и кастрација и на домашни и на бездомни, да речеме, пошто има активисти во Битола што се спремни тоа да го прават. Па можеби тоа е најприфатливо за почеток решение. Да, не мора да се чека. Значи чекаат со години. Имате таква идеја? Или ве јас да дам идеја? Имаме таква идеја, да, сите. Гласам за таа идеја. Океј, ајде да се префрлиме на прилогот од Даниела од Тетово на истава тема за бездомните кучиња. Бездомните кучиња деновиве повод за партиски препукувања. Граѓанин кој убивањето го гледа како решение, активисти кои протестираат за нивна заштита. Но проблемот е актуелен и неминовен. Бројот на кучиња се зголемува од ден во ден, а нападите и каснувањата се речиси секојдневие. Во услови кога институциите не водат грижа, овие животни неконтролирано се размножуваат. Секој женско и од овие улични, ајде кажуваме дека може 2-3, па може до 5 да прават. Тоа е голем проблем. И тоа за брзо време, ако имаш 300 женски, можеш да плика да имаш директно околу 900 кучиња годишно, ако не се стерилизираат. И тоа е голем ризик. Речи си да нема општина во земјава која целосно го решила проблемот. Пример, во Тетово локалната самоуправа одвојува годишно по 3 милиони денари, но тоа не е доволно, па сега оттаму велат дека се во преговори со приватен инвеститор од Турција, но се уште немаат конкретен договор. Битола пак подготвува прифатилиште, а за третман на кучињата е задолжена приватна ветеринарна установа. Во Штип исто така, преку тендер кој го добила ветеринарна клиника, се заловуваат кучињата, додека во Струмица од неодамна започна да работи прифатилиште. Ветеринарите велат дека во решавање на проблемот треба да се вклучи и централната власт, зашто општините немаат доволен капацитет. Посочуваат дека во држави од соседството како Косово, владата одвојува средства за оваа намена. Владата да дели некои големи суми на пари и тогаш да се реши во цела држава, не само во Тетово или во другите градови, или во Скопје, или во Битола, или во Велес. Ако сакаме брзо да биде решено, брзо. Тоа брзо е 3 до 4 години, не може да оди за 24 часа. И не треба еден ден да има застан или прекин на ова работа во цела држава. А најбитно е Агенцијата за храна и ветеринарство да дава одговорност и на општините да бара што се работи конкретно. Сдруженија за заштита на животните по повод последниот настан што се случи во Струга, каде беа убиени десеттина кучиња, побара од институциите да работат на проблемот во интерес на заштита на животните, но и на луѓето. Предлага мерки за одговорно сопствеништво, задолжителна стерилизација и кастрација. Премиерот Ковачевски рече дека ќе се подготви нов закон кој ќе ги опфати сите услови за чување на домашни миленици, а за проблемот со бездомните кучиња вината ја гледа по градоначалниците, но и најави дека владата ќе побара помош од ИПАРТ програмите. И да, некако да го завршиме разговорот, се чека вторник фамозен, затоа што во петокот после протестот, нели, премиерот се зазема генерално и се изготвува некаков закон. Какви се информациите поврзани со тоа? Вака, ние со години наназад практично можеби истите законски измени ги предлагаме. Значи, првата законска измена е забрана за еутаназија.
на кучиња. Тоа зашто гледаме дека до сега со убивање на кучиња ништо не се решило, не се не решило ни во други земји кои што сме истражували, сме го изразиле тој став. Другата мерка е другата законска измена што ја предлагаме е регистрирање на одгледувачници. Значи не секој да може да ги размножува своите миленици дома и да ги продава, и воведување на данок исто на тие регистрирани, зашто како што плаќаме данок на леб, така можеме да плаќаме и на кучиња, зашто пак е тоа трговија некаков вид. Забрана за напуштање на миленици, со тоа што ќе има многу поголема казна од таа што е моментално. Моменталната казна за напуштање на миленик е 15 евра. Така да тоа е една мерка што исто така треба да се превземе, и исто така предлагаме да биде унифицирана програмата залови, стерилизира, вакцинира, врати за сите општини. Значи тоа, бидејќи сега им се дава простор на општините или да ја применува, таа е прифатлива за Агенцијата за храна и ветеринарство како некоја што треба да се применува, меѓутоа и остава простори за да општините прават некаков друг вид на третман. Сега бараме ние да биде тоа унифицирано за сите. Значи, ако сакате да имате програма за хуман третман, оваа е таа и тоа е тоа. Во првата година од програмата мора да се стерилизираат 75% од репродуктивно способните единки на улица. За истата да биде, значи мора доследно да се применува. Меѓутоа со сите останати, значи со сите други законски измени што ги предлагаме и со буквално, значи, да институциите доследно да си ја работат работата, значи мора да има и други превземени мерки, значи не е само хуманиот третман. Агенцијата за храна и ветеринарство доследно да си ја работи работата, Министерството за внатрешни работи, со општините заедно, сите едноставно од денес да кажат, еве, сите ќе работиме доследно да го решиме проблемов за и доколку сите, нели, решат магично тоа да го направат, за 2 до 3 години ние ќе немаме бездомни животни на улица. Ајде да видиме. Сега го чекаме утрешниот ден, така што од ова што е предложено ќе биде усвоено и дали ќе биде усвоено. Добро, ќе следиме ситуацијата, па нормално повторно ќе се видиме во нашата утриска. Благодарам многу. Фала ти на тебе.